Добро вечер, добре дојдовте во новото издание на емисијата Никој да не знае. И се надевам веќе ја знаеме сите заедно паролата, еве едно повторување за сите оние кои што можеби не ја чула. Никој да не знае освен јас, вие и нашата гостинка, која е таа дознаваме за многу кусо, само неколку реченици како вовед за неа. Незината кариера започна уште на незини 11 години. Во сите интервјуа вели: "Мојот сон е да стапнам на светска сцена." Од домашните, барем пред 10 години, омилена и била Тамара Тодевска, а од светските Аријана Гранде. Секогаш има позитивна трема пред настап, ама кога ќе излезе пред на сцена, тоа се поминува. По настапот на Пинкови звездички животот ти се променил во позитивна смисла, вели самата. Лошите коментари не дозволува да ја демотивираат, напротив ги користи како мотивација. Ова е многу важно. И уште нешто. Во едно интервју признава: "Мајка ми не ми дозволува да летам во облаци." Мартија Станојковиќ во ова Никој да не знае. Здраво, живо, добре ни дојде. Здраво, Катерина, благодарам на поканата. Секогаш е чест да гостувам кај вас во емисија. Да, благодарам многу. Се уште ли е вака? Се уште ли мама ни дозволува да летнеш во облаци? Се уште не дозволува, дефинитивно. Благодарение на неа, така сум имала секогаш огромна поддршка и пред се и благодарам што секогаш добивам пофални зборови за тоа како ме воспитала како ќерка пред се, и тоа ми е еден од најдрагите комплименти кога ќе го добијам. Инаку некои работи се изменети од најавата. Некои се изменети, да. Не е веќе Тамара и Аријана Гранде, Тамара се уште е, Аријана не знам. Аријана ми е сега најдобра другарка. Ама една друга Аријана. Друга Аријана. А Тамара секако се уште ми е... А од светските звезди тогаш кој? Па, не знам зошто сум кажала Аријана Гранде, секако ќе се навратам. Никогаш тоа е некаде Пинкови звездички. Веројатно сум била инспирирана во некој момент. Да, секако одличен пејач и артист во светските рамки, не можеме да го оспориме тоа. Но од дете сум израсната со Леди Гага и... Леди Гага? Да, и не знам зошто сум кажала Аријана. Сега ќе кажам официјално дека не е Аријана Гранде, туку е Леди Гага. Супер избор. Мојот идол. Да. Но нормално, нели, тие работи се менуваат. Битно е да црпиме инспирација нон-стоп, да се надоградуваме, да работиме на себе и на нашата креативност. Така е. До кога мама и Ивана, како твој менаџер во тој период, нели, одеа со тебе по сите вакви, да речеме, интервјуа? Се сеќавам на едно интервју одамна во кое што дојдоа тие, нели, како поддршка секако, заради тоа што ти немаше ни 18 тогаш. Апсолутно. Пред се сакам да им се заблагодарам и на мајка ми Снежана и на Ивана пред се. Ивана е мојот ментор за пеење, така почнавме и да работиме, потоа прерасна нашиот однос во една друга форма. Меѓутоа, оваа работа е, како да кажам, нон-стоп се менува сето тоа. Сите ние се трудиме да направиме нешто различно, невидено, се пронаоѓаме во различни улоги, така што Ивана се уште е со мене како ментор, односно професор за пеење. Мајка ми веќе не е во улога толку како менаџер, повеќе е како родител. Во тој период беше во една друга улога. Меѓутоа, јас како раснам, како созревам, како минува времето, нели се шират контакти, наоѓаш некои нови луѓе, сакаш да... Јас сум човек кој што многу сака да соработува и пред се оваа работа ја сакам премногу, токму поради тоа што имам можност да соработувам со многу луѓе, нон-стоп да има различни креативци во тимот, во процесот. И можеби е 90% омилениот дел од работата, барем мојот. Така е. Но колку мама Снежана си уште го има, да речеме, не знам, сакаш да се обратиш и да ја кажеш: "Мамо, вака и вака ми се случи." Имаш ли таква потреба? Си рекла во сите интервјуа дека безрезервна е поддршката која што ти ја дала низ сите овие години. Мислам, сите заедно дома, и брат и сестра ти, татко ти, ама мајка ти особено. Да, со мајка ми, да бидам искрена, и со моето семејство пред се, никогаш не се променило тоа дека ако имам некаква потреба да комуницирам, дека нема да им се јавам. Напротив, ги сметам за луѓе кои што ми мислат добро и секоја критика од нив секогаш е добре дојдена.
и никогаш не им замерувам поради тоа. Може би не е толку инволвирана во професионалниот живот, во смисла на тоа да ги песни, договарање на не знам каде ќе настапуваш. Но како поддршка и како човек со кој се консултирам во врска со се, дефинитивно на прво место е мојата мајка. Супер. Овдека не разбрав само, веројатно и ти си уште не знаеш, сите дома веројатно заедно, кој тоа ти кажа или кој дознал прв дека умееш да пееш? Велиш сите заедно веројатно, и мајка ти, и татко ти, и брат ти, и сестра ти. Или да. А кој те пријавил вамо? Двајцата родители, така колку што знам. Или? Не. Така си рекла во едно интервју. На Пинкови звездички ми пријавија мајка ми и татко ми, ме праша дали сакам, и јас во одушевување прифатив. Не знам од каде таа информација, сега ќе ви ја кажам вистинската приказна. Ајде повели. Да, вистинската приказна е многу симпатична за откривање на талентот за пеење што го имам. Пред сега на сцената сум уште од многу мала. Не знам колку се и гледачите информирани, ќе им кажам сега, можеби за тие што не знаат. Пред да почнам со пеење, значи до моите 11 години, јас играв балет. Да, тоа го знам. И сум израсната на сцена уште од буквално од многу мала. Да. И предпоставувам дека бидејќи сцената беше од секогаш мојот втор дом, предпоставувам дека тука се разви сенсот и за музика, и за пеење. Најмногу пофалби добивав за изразот, значи за емоцијата. Да. И тука сватив дека имам многу работи некако попримена од самиот балет и самата музика некако почна да живее паралелно со мене. И како почнав уствари со Пинкови звездички е многу симпатично. Добро. Тогаш тој период се отвори некој мол во Скопје. Не знам, предпоставам дека е Сити мол. Добро. И мајка ми нормално на секој дете кога ќе му кажеш да одите на шопинг, ќе тргне. Ние живеевме во Куманово. Да. И ми вика ајде ќе одиме во мол да се прошетаме. И јас со задоволство викам супер, не одам на школа, ќе идам во мол на шетање, што да не. И тргнавме на кај Скопје. Кога стигнавме во Скопје, застанавме пред телевизијата, пред објектот каде што се одвиваше аудицијата. Меѓутоа јас не знаев што правиме точно на таа локација. Мајка ми излезе, се врати до колата и ми рече, дојде со едно бројче и ми рече, еве ти бројче, стави го тука. Коju песму го знаеш? Леле! Викам, зашто? Ајде, сега сме на аудиција за едно шоу, да одиме, да пробаме да се пријавиш. И јас бев едно бестрашно дете, кое што со задоволство прифаќав работи, само да не беше многу поврзано со математика. Друго се прифаќав. Може. Супер, нема проблем. И уствари бевме после и во мол, не ме излажа. Добро. Ама отидовме на аудиција, ја пеев Тажна љубов среќна песна. На омилената Тамара. Да. Поради тоа и многу ја сакам Тамара, пред се затоа што сметам дека јас многу верувам во енергии, во такви работи и мислам дека некако може би ненамерно ми има помогнато да се пронајдам дека уствари музиката не е љубов само за мене, туку е и мој животен пат. Да, супер, супер. И потоа тргна се, така? Да, да кажеме, тоа шоу заврши второ место, тука е мојот стартинг поинт на Да, не мислев ја за крајот на шоуто, ја мислев за почетокот на шоуто. Да, уствари така се пријавив случајно, ненамерно, мислам со никаква намера дека сакам нешто такво да работам во животот, туку беше многу спонтан, случаен, може би повеќе избор на мајка ми, ете. Благодарение на мајка ми, предпоставувам, заедно се договорили со мојот татко. Сигурна сум дека е така, само што еве не сум ги прашала, еве јавно ги прашувам дали се договориле? дали има некоја дискусија околу ова. Инаку така беше. Да, така почна. Сега како тоа и во неколку интервјуа кажуваш дека всушност немало никаква промена во однос на твоето детство
детство и се она што се случувало на Пинкови звездички, заради тоа што си умела се тоа да го скоцкаш како треба. Сега ако добро го разбрав тоа. Или не беше баш така? Дали имаше време за се во тој период? Време за учење, време за училиште, време за пријателства, време за детство? За жал, пријателствата детски сметам дека малку беа тргнати на страна. Јас сум, значи 11 години сум имала кога почна целото ова патешествие. За учење секогаш сум морала да имам време, затоа што моите родители ми дава некои такви услови дека ако не ги завршам училишните обврски, дека нема да добијам можеби песна или можеби такви некои работи, имаше некои такви ствари, услови. Да. Им се заблагодарувам пред се затоа што направија многу добар ученик од мене, иако бев многу отсутна од училиште. Колку требаше всушност да се отсуствува? Тоа не го разбрав никој. Значи, многу? Не сакам можеби толку јавно да зборувам на оваа тема, можеби некои деца ме слушаат. Тоа не е нешто со кое што се гордеам, затоа што можеби звучи симпатично да не одиш на школа, не знам, на некое дете му звучи супер, нема да одам на часови, меѓутоа јас од оваа перспектива сметам дека сум испуштила многу дружби, многу пријателства, многу едноставно некои детски ситуации кои што детски живот едноставно, тој го немам толку проживеано како што другите мои врсници го имаа во тој период и треба да се нормално благодарни што имале таква можност, затоа што не ми е толку криво, јас сум дала жртва. Си се пронашла во тоа, сум се пронашла во сум дошла до некоја ситуација да знам уште од многу мала што сакам да работам, но дефинитивно не знам дали ми недостасува затоа што не сум го проживеала тоа, но би сакала утре здравје кога ќе имам, дај Боже да имам и јас мои деца да го имаат тоа како искуство. Да. Кажи ми како изгледаше тој свет? Што значи за едно 11 годишно дете да сега не си имала ти лоши коментари од жирито, но сепак се тие луѓе кои што се возрастни, кои што така, нели, оценуваат, ти си дете, едноставно излегуваш на сцена и тоа е тоа. Многу ми е интересно кога треба да зборувам на оваа тема. Добро. Не сакаш или сакаш? Сакам, затоа што мислам дека луѓето од страна го перцепираат тоа многу симпатично. Дека е нешто преголемо и дефинитивно е преголемо. Но за мене беше тоа буквално нормално детство. Значи тоа беше се нормално. Тоа ми беше јас како дете, 11 годишно, немав представа што е нормално. Не знаеш што треба да се одвива во тој период. Мене така животот ме однел таму и тоа е нормално. Тоа беше нормално за мене. И сега кога ќе се навратам, сосема регуларно прашањето како се случуваше, што се случуваше. Ама во тој момент искрено не го доживував како нешто, беше стресно, беше напорно, значи особено за едно младо девојче, дефинитивно не беше дека ние ќе си играме со играчки, дека ќе се дружиме само по цел ден и ќе спиеме кога сакаме. Не, јас имав буквално конкретен план од 7 сабајле до 10 вечер. Прашање беше дали ќе имам време да се видам со не знам, со братучедите, дали ќе имам време да одам на гости, бидејќи јас имав 3 дена да се спремам, 4-тиот ден одам на пат, 5-тиот ден сме во карантин, 6-тиот ден снимање. Пак назад. Ако поминеш, секогаш нели кога си таму, ако поминеш, истото те чека. Пак назад. Спремај песни, работи на музика, работи на аутфити, работи на сценски настап. Па некогаш не ти се работи, нели како дете, сакаш да не знам да играш PlayStation. Така. И така. Значи беше еден процес во тој момент нормален за мене, но дефинитивно сега кога ќе се навратам е доста ригорозен за едно младо дете. Имаше ли миг кога рече не сакам веќе? Не. Не? Не, многу ми беше убаво, дури и сега ми недостига таков принцип некој, бидејќи тоа беше првиот начин како јас работев на музика, како некој, како да кажам,
Таква ми беше рутината. Значи, тоа беше првиот момент кога јас почнав да работам на пеење. Такво темпо имав. Сериозен пристап, да И дури учиш. во некои моменти ми недостига да го имам да ја имам истата рутина. Значи ми фали. Да, заради тоа што се учат некои работи, нели стануваш некаков војник во тој дел дека треба да научиш и дека имаш време. Не сум била во војска, ама ми личи дека е нешто личи нешто слично. Слично, само што нашиот терен е сцената. Да. И потоа кога се случи се, кога заврши втора, реши да продолжиш тоа е тоа, со Ивана продолжи да вежбаш, да создаваш и така натаму. Да, после тоа следното мое јавно, да кажам, поконкретно настапување, многу ме викаа тогаш и на настапи, така кога ќе има некои настани низ целата Македонија, значи настапував, пеев песни. Многу бев мала, сепак беше тоа за помлада публика, но беше многу интересно. Навргу после тоа се појавувам на детската Евровизија во Малта 2016 година. Тоа е следниот некој така поголем чекор во мојата кариера. Таму настапувам, исто така едно прекрасно искуство. Слично искуство, само што е многу пократко. Да. Но тоа е начинот на работа, така се работи. Ќе станеш, ќе вежбаш, ќе идеш на тренинг, ќе вежбаш за сценскиот настап, проби едно друго. Мислам, многу ми е интересно кога луѓето мислат дека кога си на сцена, као си ти подредено 3 минути си таму, ти ќе се дотераш и тоа е, меѓутоа има многу проби, значи многу е напорна работа. Процес, буквално е процес. И без тој процес не постои крајен резултат. Да. Гледам колку време имаме, за да не ни избега оваа другарка ти која што не гледа тамо во бифето и која што само изрази желба да се снима, нели, заради тоа што ни треба снимка сепак. Аријана, така? Аријана Веселинов. Да. Кажи ми само пред да ја видиме, што е она што ти е важно за некој да ти е пријател? Значи, што треба да поседува таа личност за да биде твој пријател? Јас имам една мана, а тоа е дека многу тешко простувам. Аха, добро. Да. Овен си, така? Овен сум. Добро. Да. Тешко простувам, не знам зошто, значи едноставно паметиш, злопамтило си или не сум злопамтила, не ама сум тешко простуваш. Тешко простувам и ми треба многу време да стекнам доверба во некого. Еве ке зборувам конкретно за пријателство, пред се многу ценам искрени луѓе, луѓе кои што се реални, кои што вистински има почит меѓу двајцата. Значи без оглед на се. Да. Пред се мора да е добар човек, затоа што нели тоа го ценам едноставно. Мора да е добар човек, да е искрен, да ме почитува, да едноставно за да може да функционира нашето пријателство, мора да е така. Бидејќи пред се јас сум таков човек. И не би дозволила некој да ги нема тие основни компоненти. Така е, за да ми биде пријател. Да. Ајде да чуеме што Аријана вели за тебе и за вашето пријателство. Од кога ја познавам Марти? Се знаеме веќе 7 години, заедно учевме во средно, а повеќе од 4 години сме навистина блиски и постојано заедно. Таа е една од најискрените и најлојалните личности што ги познавам. Има огромно срце и секогаш е тука за мене да ме разбере, да ме сослуша, да ми даде добар и искрен совет. Искрено, тешко ми е да најдам мани кај нејзе, но ако треба да издвојам нешто, би било што премногу се грижи за другите и се заборава себе си. Прашање до неа, која од твоите песни најмногу те опишува тебе како личност и зошто токму таа? Ете. И се заблагодаруваме и сега кажи ми, навистина не наоѓаш време за себе, повеќе за другите? Ова е точна констатација на другарката. Мислам дека не го рече тоа, рече дека премногу се грижам за другите и се заборавам. забораваш себе си. Да.
Па, можам да кажам дека е вистина, да. Јас сум многу сензитивен човек и емпатичен човек и пред се некако мислам дека тука исто така влијае воспитанието, значи од секогаш сум сакала први на другиот да му направам да му е добро. Меѓутоа се учам и мислам дека напредувам во тоа, Успевам, да се ставам полека. Да, да се ставам да сум си приоритет самата јас. Која од песните најдобра, така беше прашањето? Која од песните најмногу ти се допаѓа твој и зошто? Најмногу ме опишува. Најмногу те опишува, така. Најмногу ме опишува Аријана ја знае. Мојата нова песна, која што ќе искочи за некој ден. Мислам дека на 17 февруари ќе искочи. Добро. Тоа е баладата Не барај ги ангелите од мојот прв албум. Да. Зашто таа? Па, сметам дека е најлична песна моја досега. Зборува за љубов, но не за онаа љубов што нарадува, туку за онаа љубов што не учи како да се бориме. Така да мислам дека е една од поличните песни мои досега. Така да ќе ја слушнете. Обично знаат да кажат луѓето кога имаат такви лични песни дека потоа е тешко да ги изведуваш, нели, ако е толку многу лична или интимна. Да, дефинитивно е тешко. Ќе биде процес. Јас кога пеам такви песни, имам песна која што е посветена на мајка ми, Те сакам се вика. Кога ја пеам на настапи, особено ако стои пред мене, готово. Не можам, плачам. И ми се има случајно 2 пати. Да прекинеш? Да прекинам и ја замолувам каде да настапувам да не стои само пред сцената затоа што сум преслаба. Значи посилно од мене не можам да изведам. Мислам, можам, ама многу е тешко. Сега ќе чуеме Недоглед. Едно од поновите нешта од тебе до оваа да слушаме на 17. Може. Да, идеме джингл и микрофонот е на Мартија. Ајде. Со рај, ложен е тој сјај. Со тебе минута век, за душа мелем и лек. А луѓе зборат, нека биде така. Во твои раце цел мој свет, грев со тебе до недоглед, пак те тишина збори, страсти ми гори. Во секој зрив твој лик се крие, во секој сон срце ми бие. Пепел и пал, судба и срам, но пак по тебе се враќам сам. Душа мелем и лек, а луѓе зборат, нека биде така. Твои раце цел мој свет, грев со тебе до недоглед. Пак те барам, коју да ме сам, тишина
Мартија Станујковиќ и натаму во ова никој да не знае, ќе дознаеме уште неколку работи, ќе чуеме уште една нејзина композиција, спомена албум, да не останеме должни да ни кажа кога албум. Супер што праша. Албумот е во некоја речиси завршна фаза. Браво. Би сакала крајот на пролета, може би рано лето, да го пуштам. Толку ќе откријам. Толку? Да. Што, како внатре не? Па еве, мислам, ви кажав Еве нешто. една песна, Една ви кажав. така, Да. најличната. Најличната ќе е дел од албумот, ќе дојде време ќе дознаете и што друго ќе има. Одлично, супер. На прашањето што правиш со лошите коментари, ова кога си била многу помала, некаде 2016 ова интервју, велиш ме интересира луѓето какво мислење има за мене, доколку некоја критика е соодветна и сметам дека е добронамерна, се трудам да ја применам. Лошите коментари не дозволувам да ме демотивираат, напротив ги користам како мотивација. Прашувам сега од оваа друга перспектива после нели толку години, десетина од ова интервју, дали нештата се променија, дали можеби тие хејтерски коментари некогаш знаат да нели да те направат, не знам, да излезеш од контрола. Се уште стојам на истиот став. Ќе треба да излажам ако кажам дека не ме повредил некој коментар. Пред се сум човек и нормално е. Меѓутоа, со текот на времето учам кои луѓе ми мислат добро и која критика е добронамерна. Така како што сум рекла и тогаш. Да. И добронамерната критика ја прифаќам, велиш, и се трудам да променам некој нешто. Апсолутно. Ако сметам дека можам да променам нешто, ако сметам дека е тоа за моje добро, во моја полза, апсолутно дека ќе променам. Немам проблем со тоа дека тоа, нели да. Јас сум совршена и нема ништо да се менува. Да. Меѓутоа, сите што некогаш прокоментирале лошо за мене, јас секогаш имам надеж и се трудам да им го променам мислењето на подобро. Да, или барам да не се закачкам, се вика тоа. Тоа секој. Знаеш што си рекла? Дека во тој период те прашале дали би менувала нешто на себе. Добро. И си рекла да бидам искрена, не би менувала ништо. Едноставно сакам да сум таква каква што сум сега. Работам на себе и сите лоши работи се трудам да ги коригирам. Естетски гледано, единственото нешто што би сакала да го променам е мојата висина, барем да сум 5-6 сантиметри. Вистина е. Секој ден сум на штикли. Секој ден на штикли се мачам, се вика тоа. Мада порасната сум од тогаш, сигурно. Да. Ама не си 5-6 или 5-6 порасна? Па не знам колку сум имала, 5-6 максимум. Да, меѓутоа сватив дека па и ниските жени се убави. Се убави и храбри, дури некогаш похрабри. Од високите. Ништо против високите, потајно сме љубоморни. Јас се придружувам кон честитките. Секогаш 5-6 сантима. Да, ама дури пак ми е срам да кажам колку сум висока кога ме прашаат. Не. А не ти е срам? Па не сме толку ниски. Добро. Да. Не сме до толку ниски. Да. А ова со естетските корекции, од оваа перспектива, сега во ова, не знам дали е лудо, дали е добро време, дали, но како беше на некој рил прочитав и се изнасмеав, ова вика бабиве сакаат да личат на девојчиња, тоа е невозможно. Па знаете како, јас немам ништо против човек да направи нешто за да се чувствува подобро. Јас го правам тоа секој ден за себе. Така. И зошто би кажала дека тоа е погрешно. Добро. Мислам, или би Ама била против за тоа. естетски За естетски корекции, исто Премала така, да си веројатно за тоа. немам ништо против, значи апсолутно, ако некој човек смета дека затоа и го кажав мојавето, ако некој смета дека ако не се чувствува добро во својата кожа, има апсолутно право да го промени тоа и јас која сум јас да му судам. Така е. Немам ништо против. Да. Остануваш на ставот дека светска сцена не ти бега. Од 11 години до сега ја посакуваш, па веројатно ќе се исполни и уште нешто како додавка на ова, секогаш внимаваш, ама апсолутно да си своја во однос на изгледот, во однос на имиџот, ако така можам да кажам. Па да, така е. Јас сметам во животот дека секоја желба и секој сон е остварлив и доколку сакам нешто,
знам дека нема шанси да не се оствари. Така што се што сум посакала, се ми се остварило. Се што ќе посакам, знам дека ќе ми се оствари. Добро. Што си посакуваш? Еве, кај се гледа за 10 години од сега? Нема да кажам. Ќе видите за 10 години. Стварно, ама на вистина има очекувања големи. На вистина. Јас не сум човек кој што се задоволува со малку. Едноставно, благодарна сум на се што се случило до сега и на сите и на сета моја публика што ме следела и ме поддржувала до сега, но мислам и сум сигурна и можам да кажам дека мојата најсилна фаза доаѓа до прва сега. Па добро, имаш само 21, за некои месеци 22. Да. Така што животот е пред тебе. Да. Очекуваме. Пред крајот на овој разговор, пред да ја видиме и чуеме твојата следна песна, ќе те прашам што мислиш за македонската музичка сцена? Долго си на неа, и како дете, и како девојче порано, сега како повозрасна, да речеме, не си веќе тинеџерка, туку си што си? Девојка. Девојка. Така е. Добро звучи. Па не си тинеџер, нели? Не сум. Некако многу долго ми се биде тинеџер, бев многу долго. И сега целиот дел на страдата кога си беше тинеџер. Да, за македонската сцена можам да кажам дека имаме пред се многу талентирани пејачи, многу талентирани музичари, значи талентот е дефинитивно не е она што ни недостига. Она што ни недостига е, мислам дека еден тип на медиумски простор можеби или некои платформи што ќе ги поддржат младите и ќе направат, ќе овозможат услови за да ние како музичари, како артисти имаме шанса да го представиме на она што го знаеме и што го работиме. И сум сигурна дека можеме да одиме напред така. Така е. Не те прашав само колку со, не знам колку тамо 16 години да речеме, беше спремна да кажеш ова не сакам да го пеам. Да речеме на некој автор кој што ти правил песна, или тогаш беше Ивана тука, мајка ти тука, семејството тука, па тие никако имаа поддршката. Во тој период, да, се консултирав и се уште се консултирам нормално кога ќе имам некоја нова песна, на најблиските им ја пуштам. Добра. Ако не им се допаѓа, Тоа е катастрофа. Не е катастрофа, мислам, нема катастрофа во оваа работа, не се прават грешки, туку едноставно на крајот на денот секогаш станува збор кој како вкус има. Така е. Ама во тој период дефинитивно многу повеќе се консултирав и од луѓите ги донесувавме заедно, додека сега така имам малку повеќе да кажам имам повеќе простор и сметам дека треба она што ќе го одберам вистински првин јас лично да го чувствувам и да го сакам. Така ќе го почувствува и мојата публика. Така е, да. И уште нешто пред самиот крај. Немало никој во семејството кој што се занимавал со музика. Сите велат дека твојата баба Стојка, мајка на мајка ти, многу убаво пеела, имала ист глас како познатата пејачка Васка Илиева, но за жал никогаш не се бавила професионално со тоа. Така е, за жал. Точна ми е оваа информација, значи добра. За жал не се сеќавам многу на пењето на мојата баба, на неа се сеќавам многу добро, меѓутоа за жал никогаш не ми има отпеано ништо. Исто така нејзиниот маж свирел хармоника, ама по дома, значи непрофесионално. Непрофесионално. Така што имаме некои музички, да кажам, корени, ама никој не се бавел професионално како да име главна професија. Еве, јас сум првата и од страната на мајка ми и од страната на татко ми. Значи, јас сум the first one. Во очекување да видиме што е следно и јас се надевам дека ќе ти се исполнат сите соништа и верувам во тебе, ќе ја чуеме Феномен за крај. Ти благодарам на искреност. Благодарам и на вас.
не ја руши ништо, друго не е битно. Сега кој би реко, не си ми ти леко, ѓавол како тебе сака раја носи пеко. Еден за друг би убиле, ако сме заедно би полудиле. Без тебе нема ноќ, нема ден, ја и ти сме феномен. Еден за друг би убиле, ако сме заедно би полудиле. Без тебе нема ноќ, нема ден, ја и ти сме феномен. Феномен, ја и ти сме феномен. Ѓаволи ги разбуди, јас сум мирна, али мисли веса не мири. Тетовирана на твое срце, знаеш што мама.